Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. На почетокот од денешната програма сакам да направам преглед на нештата за кои размислувавме во последните неколку епизоди. За разлика од претходниот дел, кој беше доктринален, овој дел од посланието до галатјаните е практичен по природа. Главната тема е осветувањето кое се постигнува со помошта на Светиот Дух. Апостолот Павле ги охрабрува галатјаните да стојат цврсто во слободата која ја имаат во Христос и да не се впрегнуваат во јаремот на законот. Некој можеби ќе праша, што е тоа од кое Христос не ослободи? Одговорот се состои од неколку делови и ни е даден во ова послание. Например, според 1.4, едно од нештата од кои Христос не ослободи е силата на овој грешен свет и неговите вредности. Во истиот стих, Павле вели дека Исус не ослободи преку Божјата волја, а не преку законот. Се разбира, ние продолжуваме да живееме во овој грешен свет, но поради слободата која ја имаме во Исус, не мораме да се подчинуваме на световните правила и вредности, ниту пак да им служиме. Исус исто така не ослободи и од нашата грешна природа. Во 2.20 Павле вели: се распнав заедно со Христос, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Ова е суштината на христијанскиот живот. Да му дозволиме на Христос да живее во и преку нас. Господ Исус не само што не ослободи од нашата грешна природа, туку и од казната која ја заслужуваме според законот. Слушнете што пишува апостолот Павле во 3.13. Христос не откупи од проклетството на законот, откако поради нас стана проклетство, бидејќи е напишано: секој да е проклет што виси на дрво. Тоа значи дека законот не осуди како виновни, но Исус ја зеде нашата вина со себе на крстот. Христос не избави и од самиот закон. Ке ги прочитам зборовите на Павле, запишани во 4.4-5. Но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и се потчини на законот, за да ги откупи оние што се под закон, та да го примиме посинувањето. Овие зборови се добар потсетник дека спасението не може да се добие преку пазењето на законот. Истото го каже и апостолот Петар на соборот во Ерусалим, кога зборувајќи за законот, им рече на присутните дека ниту тие, ниту нивните предци не можеа да го исполнат законот. Бог не ослободи од гревот и вечните последици од истиот. Тоа е пораката на Евангелието. Во Ефесјаните 2.7 пишува која е целта на тоа спасително дело, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Тој не спаси за вечноста, што значи дека целата вечност нашите животи ќе бидат живо сведоштво за неговата благодат. Тој е оној кој не спаси, и ние со ништо не можеме да си го заслужиме своето место во вечноста. Токму тоа е еден од главните проблеми кои луѓето го имаат со Евангелието. Фактот што не можат да го заслужат спасението. Крстот ги соочува луѓето со два факти. Грешни се и не можат да го заслужат спасението. Генерално гледано, никој не сака да ги чуе тие две вистини. Луѓето сакаат некој да им каже дека се добри, а не дека се грешни. А ако веќе некој им вели дека се грешни, сакаат да можат сами и со своји сили да ја поправат таа состојба. Бог вели: тоа не е возможно. Грешни сте, не сте способни да го поправите тоа. Ви треба мојата благодат. Затоа, единствените луѓе кои Бог ќе ги прими кај себе се оние кои се понизни и кои ја прифаќаат својата грешност и безпомошност. Понизноста е спротивна од гордоста, која пак е навистина сериозен грев и ги дисквалификува грешниците за можноста да добијат вечен живот. Кога Господ Исус им каже на фарисеите дека треба духовно да се родат, тие тоа го сватија како навреда, бидејќи беа најрелигиозните луѓе во Израел. Но поголемиот дел од луѓето во тоа време не им се допаѓаше идејата за понизување и прифаќање на грешноста. А и денес ништо не е сменето во однос на тоа прашање. Луѓето не сакаат да се родат наново, бидејќи мислат дека се доволно добри и духовното раѓање не им е потребно. Минатиот пат читавме за тоа како апостол Павле пишува за слободата во која галатјаните се повикани да живеат.
Но таа слобода не треба да биде повод да му се угодува на телото. Божјата благодат не спасува независно од нашите дела, но тоа не значи дека можеме да продолжиме да живееме како што сакаме. Таа благодат ни овозможува да можеме да живееме во согласност со Божјата волја, а не според желбите на телесната природа. Благодатта не ослободува за грев, туку од грев. Затоа велам дека една од главните одлики на верникот е неговата желба да му угоди на Бог и да живее според неговата волја. Вистинскиот христијанин го прави тоа што му е угодно на Бог. Не затоа што има страв во коски од него, туку бидејќи го има Бог за свој пријател. Бог е оној кој прв го засака него, а тој само сака да му ја возврати љубовта со тоа што ќе го почитува преку се што прави. Самиот Господ Исус Христос рече: ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Тоа значи дека главниот начин на кој можеме да ја покажеме својата љубов кон Бог е преку пазење на неговите заповеди. Но тоа не го правиме за да ја заслужиме неговата љубов, туку бидејќи веќе ја имаме. Законот не може да не направи Божји деца, бидејќи не е даден со таа намена. Неговата цел беше да ни го представи Божјиот свет стандард и да ни даде до знаење дека никој не може да го достигне тој стандард. Соочени со законот, ние стануваме свесни дека сме грешни и дека единствениот излез од вечната смрт е Божјата благодат, која ни е прикажана на крстот на Голгота. Таа благодат не само што ни дава вечен живот и обезбедува нашата иднина во вечноста, туку и не менува во сегашноста. Таа благодат е движечката сила поради која можеме да го сакаме Бог, да му служиме и да живееме свет живот. Бог сака да го правиме сето тоа. Со тоа доаѓаме до денешниот текст. Стих 16. Ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. Овој стих го прочитав и минатиот пат. Грчкиот збор преведен како живејте е зборот парипатео, што значи чекорење. Бог преку Павле не повикува да чекориме со Светиот Дух и тоа ќе ни помогне да кажеме не на телесните страсти. Со други зборови, токму Светиот Дух е оној кој ни помага да живееме свет живот, да бидеме послушни на Божјиот збор и да се спротивставиме на искушението безполезно да го потрошиме животот кој ни е даден на оваа земја. Например, јас познавам голем број христијани кои минуваат многу време на социјалните медиуми и на интернет. Искрено, тешко ми е да разберам како може тоа да им е толку интересно. Знам дека на интернет може да се најдат интересни работи, но зошто воопшто минуваат толку време со телефоните во рака? Зарем не знаат дека има многу други работи кои можат да ги прават во слободното време? Не велам дека интернетот сам по себе е лош, но ако некој минува толку многу време со телефонот во рака, а при тоа не одвојува време за читање на Библијата, време во молитва, славење и слично, тогаш интернетот е штетен и има лоши последици кон духовното здравје. Слушнете што вели апостолот во стих 17. Зашто телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што сакате. Овие зборови се навистина едноставни, но многу важни да ги разбереме. Телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што го сакате. Секој верник има нова природа. Затоа зборуваше Господ Исус во неговиот разговор со Никодим. Роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Иако верниците имаат нова природа, тоа не значи дека целосно се ослободени од старата. Старата грешна природа ќе ја носиме во себе се додека живееме во овој свет. Идејата дека можеме целосно да се ослободиме од старата природа е погрешна и може да ги води луѓето во заблуда. Во неговото послание, апостолот Јован пишува: ако велиме дека немаме грев, себе си се мамиме и вистината не е во нас. Ако вистината не е во вас, тогаш Исус не е во вас. Ако вистината не е во вас, тогаш во вас е лагата, а татко на лагата е сатаната. Тоа значи дека секој искрен христијанин, кој го има Христос во себе, сваќа дека е грешен и дека има потреба од Божјата благодат. Секој христијанин има две природи. Тоа е она за кое пишува апостолот Павле во последниот дел од посланието до римјаните. Самиот тој признава дека во него има две природи. Телото се противи на духот и духот се противи на телото. Новата природа се противи на старата,
а старата сака да ја задуши новата. Двете природи имаат различни вредности и различни склоности и затоа постојано се во борба. Ако сте вистински христијанин, сигурен сум дека сте ја почувствувале таа војна на своја кожа. Има една позната црковна песна, напишана од Роберт Робинсон, и се вика "Пламни ти о срце мое". Во последниот стих од песната пишува: "Склон кон грев сум Боже јас, помагај ми ти всекој час". Некој се побунил за последните зборови од оваа песна и рекол: "Не се согласувам со тоа. Мислам дека христијаните не се такви." И ги сменил зборовите со следните: "Склон кон славење сум Боже, склон да служам на тебе." Моето прашање до вас е: која од овие две идеи е вистина? Дали сме склони кон грев или сме склони да го славиме и да му служиме на Бог? Што мислите? Лично сметам дека и двете се истовремено вистинити и не се исклучуваат една со друга. Мојата грешна природа е склона кон грев и кон отпадништво. Но знаете што? Оние кои се во Христос имаат и нова природа и поради неа тие сакаат да го слават Бог и да му служат. Има моменти кога се возам во кола и толку многу сум обземен од Божјата љубов што извикувам: "Господе, ти си навистина прекрасен. Сакам уште повеќе да те сакам и да ти служам." Тоа се зборови и желби кои произлегуваат од мојата нова природа во Христос. Старата природа не сака да му служи на Бог, туку да се бунтува против него. Таква е духовната состојба на вистинските христијани. Има и некои луѓе кои велат: "Не знам дали чекорам по стапките на Светиот Дух или не." Тоа не е вистина. Се разбира дека можеш да знаеш дали чекориш по неговите стапки. Еве еден од начините на кои можете да го препознаете тоа. Стих 18. Ако ве води Духот, вие не сте под законот. Со други зборови, Светиот Дух ни дава еден повисок стандард на живење. Тој ни дава сила да не живееме според телото, туку според Божјата волја. Делата на телото се познати. Тие се: последните неколку параграфи, ќе ги прочитам и накратко ќе ги коментирам гревовите за кои пишува Павле. Првата група се сексуалните гревови. Блудство се однесува на сексуални односи вон бракот и тоа е еден од најголемите гревови и на денешницата. Нечистота. Нечистотата исто така се однесува на сексуални гревови, а од денешна перспектива може да кажеме дека ја вклучува и порнографијата. Бесрамност се однесува на ставот кој луѓето го имаат кога прават гревови. Многу често на луѓето толку им е отапена совеста што воопшто не се срамат кога ќе направат грев. Втората група се религиозни гревови. Служење на идоли, односно идолопоклонство. Огромен е бројот на луѓето кои практикуваат идолопоклонство, кое вклучува нездрава љубов кон парите, кариерата, семејството, славата, вниманието и слично. Сите овие нешта можат да бидат идоли. Магии. Грчкиот збор е фармакеја и е коренот од кој го добиваме зборот фармација. Но овој збор не се однесува на самата фармација, туку на одреден вид магии кои биле практикувани во другите религии во првиот век. Третата група се состои од општествени гревови. Непријателство. Луѓето кои се непријатели со Бог ќе бидат склони да создаваат непријателство и со другите луѓе. Кавги. Грчкиот збор преведен кавги е ерис и се однесува на секаков вид расправи помеѓу луѓето. Ревнување. Значи ривалство, односно љубомора. Гнев се однесува на оние кои се лесно избувливи. Раздори. За жал, раздорите се присутни во секоја сфера од општеството, па дури и во црквата. Всушност, мислам дека токму раздорите се еден од главните проблеми во црквата денес. Расцепи. Расцепите се слични на раздорите и се случуваат кога луѓето не сакаат да ги надминат своите разлики и одлучуваат секој да тргне по својот пат. Зависти. Мислам дека нема потреба да го објаснувам овој збор. Пијанство. Прекумерното внесување алкохол е проблем денес, исто како и во времето на Павле. И пирови. Ова се однесува на настани на кои луѓето се однесуваат распуштено и тоа го прават јавно. Сите овие, а и многу други дела, се дела на телото. Оваа листа не е исцрпна. Токму затоа Павле во стих 21 вели и други слични на нив. Тоа значи дека има уште многу други гревови кои можат да се спомнат, но Павле ги дава овие само како пример.
оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо. За да го објаснам овој стих, ќе се послужам со една од параболите на Господ Исус. Сетете се на изгубениот син кој го напушти домот на татко му. Откако ги потроши сите пари, на крај се најде во ситуација да чува свињи. Но кога се освести, се покаја и се врати назад кај татко му. Тој не остана да живее со свињите. Тоа е слика на христијанинот кој дури и кога ќе падне во грев, тој не живее во грев, туку се кае и се враќа назад кај таткото. Секој кој останува да живее со свињите не е Божјо дете, бидејќи Божјото дете не може да биде среќно во таа средина. Пред некое време разговарав со жена која ја исповеда христијанската вера, но ми кажа дека се заљубила во женет маж. Кога го слушнав тоа и реков да бега од таа ситуација на ист начин, како што би бегала од зграда која гори. Тоа е начинот на кој може да покаже дека навистина го сака Бог и сака да живее според неговата волја. И со тоа ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе продолжиме со обработка на глава 5. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.